Ја, батка, никад не сум се потресал за ефтина струја, осим у ситуација кога треба да се пегла. А зашо кога треба да се пегла? Кога се пегла, батка, се троши највише енергија и ради тоа ја пеглам увек навечер после 12. Обично кога си легнат моите. Ја, батка, не сум као некои пробирливи шизици што се мотаат у градов и пеглам шо ми падне под рука. Зашто ко не пегла свашта, не пегла ништо. Или пеглал, не пеглал, пегли време пролази, што викаат србите. До душе, рука на срце, поише сакам да пеглам мазни материјали него вунасти, зашто пеглата боле клизи и не запиња. Основен услов, батка, за успешно пеглање е пеглата да ти биде исправена, односно да пазиш да не се испозапалиш за џабе. Исто што е многу битно, кога пеглаш, е да го запазуваш принципот на слободна рука. Односно, кога пеглаш у долниот дел, таа рука што е слободна иде горе и обратно. Сега, батка, значи, кога ги знаеш основните принципи, ќе ти објаснам како ја пеглам уствари. Ја, батка, пеглам систематски, за разлика од типови што пеглаат на брзинка, шо фатил, шо не фатил, а така, батка, не се пегла. Не. Види ја шо правам прво. Прво, материјалот го ставам у водоравен положај, односно као мене што ми одговара. Али тоа не се дешава увек, зашто, например, има материјали што си бараат пеглање од позади. Има материјали што си бараат пеглање од напред. Има материјали што си бараат пеглање и од напред и од позади. Али тоа обично важи за поизносени материјали. Друго што е многу битна работа е, батка, материјалот пред да почне да се пегла мора да се навлажни. Сега може да се навлажни со рука, може да се навлажни со крпа или со праскалица, оние за подпреснување што се. Со влажна крпа, односно заштитен слој, обично пеглам поквалитетни материјали, зашто може нешто да остане и после материјалот треба да се носи на чистење, разбираш. Значи, кога ќе завршам со навлажнување, онда ја зијам пеглата у десна рука, материјалот го држам со лева и почнем да пеглам, при шо водам сметка да го погодам шавот. И кога ќе го погодам шавот, со пеглата правам брзи покрети напред-назад, за да се задржи влажноста. Сега, батка, пошто има материјали што не држат влага, односно усред пеглање може да се засушат, ја у таков случај ја отстранувам пеглата од материјалот и одново го влажнам. Зашто само таков материјал, батка, само влажен материјал може да се пегла. А рецимо ако пеглаш сув материјал, може да ти запне пеглата, да го изгориш и тој материјал више пеглање, батка, амин. Друга работа, батка, у вези пеглање е тоа што ја пеглам само чисто исправи материјали. И пошто ја материјалот, батка, го пеглам убаво, тоест го поменувам 2-3 пути, фактички немам потреба да го пеглам одма другиот ден. Значи, уштедувам време и труд, нормално. Ја, батка, секој материјал го пеглам минимум саат време и ако сум почнал да го пеглам у 12, околу 2 саат, тој материјал е спремен за носење. И на крај, батка, да ти кажам, чисто за информација да не направиш јанлаш, дека има материјали што не се пеглаат. Тоа се оние погрубите материјали што ги викаат периноси. Значи, шом ќе го испереш материјалот, заклучуваш дека е груб, дека нема потреба од пеглање и одма зимаш да го носиш. Со подкошула, нормално.